Добро. Васил, се слушаме? Да. Значи, можеме да почнеме. Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Три пати Z од Мелбурн. Денес разговор ќе водиме со председателот на Македонската политичка партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, нејзиниот председател Васил Стериовски. Исто така, Васил Стериовски е историчар, докторант на Институтот за национална историја и активист долгогодишен на македонците во Албанија. Васил, добар ден и добре дојдовте на македонската радиопрограма Три пати Z. Добар ден и се благодарам на поканата на ова прилика, како и секогаш, кога ни се отворени вратите кај вас во вашата емисија Три пати Z, да позбориме за македонските работи во Албанија, но и воопшто, и поздрав до слушателите на вашето радио и гледачите на социјалните мрежи сегде ни светот кај што не има. Така, ви благодариме многу. Најнапред, еве да започнеме. Јас распоредот го имав малку поинаку, меѓутоа во сегашниот наш разговор пред програмата ќе почнеме со четвртиот конгрес на Македонската политичка партија. Неодамна, односно пред илин ден беше конгресот на партијата, се одржа во каде се одржа сите тие работи, ќе ве замолам да кажете. Она ја што можам да кажам од мене пред вие да го кажете она што се случуваше таму во Албанија. Од сликите што ги гледав, необично беше што за нас македонците да ги видиме на едно место представници на ВМРО ДПМН и представници на СДСМ или пак од владата. Исто така го видовме таму Павле Воскополус, видовме и многу други активисти за кои ќе кажете вие, ќе кажеш ти самиот. На 29 јули во градот Корча во Албанија, Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, го одржа својот четврти конгрес. Инаку партијата е регистрирана во 2005 година и е единствена партија во судскиот регистар во Албанија која што во својот и статут и програма главна цел е заштита на правата на македонците во Албанија. Под овој конгрес се одржа под мотото Македонците нераскрив дел од Албанија. На конгресот учествува 81 делегат од целата територија на Албанија каде што живеат македонците, од етничките предели македонски Гора, Голобрдо, Преспа, Врвник, а после бидејќи македонците и низ историја во овие 100 години во албанска држава и емигрирале во внатрешноста на поголемите градови во Албанија, имавме делегати од Пилишта, Корча, Поградец, Каваја, Драч, Елбасан, Тирана и Кукс. Значи, така што беше опфатена целата територија на Албанија. Од друга страна, за прв пат може слободно да кажем во нашето 30 годишно делување политичко, па и како друштво на македонците во Албанија, може да кажем дека ова беше врвот на тоа политичко организирање. Ова навистина, и како што многу се изјаснија, беше интернационален конгрес, а не само конгрес за политичка партија во Албанија, бидејќи тука навистина ја имавме цела купна етничка Македонија представена, значи од македонците од Егејска, беше конкретно Павле Воскополос, имаше и други македонци, Гоце од Четирок, познат исто активист и тој, па и други македонци од други делови од Егејска Македонија, кои што и сами некои беа дојдени, кои што има видено дека ќе се одржи конгрес во Корча. Од Пиринска Македонија имавме делегација предводена од членот на раководството на ОМО Пирин Злате Русинов. Имавме од Србија, од Белград, Здружениот Кочо Рацин, председателката Лидија Демниева, па после од Косово во име на Македонско-Горанска заедница дојде и поздрави Аце Димовски. Од Вашингтон беше Обединета македонска диаспора Мето Коловски,
Па од Република Македонија, вие како што спомнавте, има представници од власта и од опозицијата. Од власта конкретно дојде министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, од опозицијата од ВМРО-ДПМН беше генералниот секретар Ѓорѓи Сајковски. Исто така имаме представници и од партијата Интегра. Да не заборавам нормално тука, како и секогаш меѓу нас, председател на Светски македонски конгрес Тодор Петров и председател на заедницата на македонците на Македонија Џо Петревски. И исто така издруженијето на македонците со потекло од егејскиот дел на Македонија, Мирка Гинова од Штип. Поздрав во нејзино име, поздрави Трајче Димков. Тоа беше делот од на И амбасадорот Ристо Никовски беше, нели? Да не го забравиме амбасадорот, тој е секогаш да, тој одигра една голема улога. Остин, мислам, и почитувана личност во Македонија, затоа на секоја поголема манифестација на македонци во Албанија тој си има пригодно место меѓу нас, македонците, и имавме заменик исто од Албанија, беше заменик амбасадорот на македонската амбасада господин Лютин Дервиши, Свахил. Сега да не изоставиме некој од организациите, но имавме представници исто од малцинствата во Албанија, бидејќи ние како политичка партија, како македонци соработуваме, бидејќи македонците не се исти со сите малцинства, имаме добра соработка со сите малцинства во Албанија. За прв пат на наша организација конгрес учествуваше представник на грчката заедница Лигорајќ Карамело, пратеник во 3 мандати во албанското собрание, и мој добар и колега и пријател, и кој навистина имаше многу убав говор, кој поздрави конгресот и кажа фактички за цела политиката на албанска држава спрема македонците, грците и другите малцинства. Представник на влашката заедница адвокатот Едмон Петра, и тој наш добар пријател, поддржувач на македонското движење во Албанија, и во неговиот поздрав и тој тоа укажа дека ние конкретно и како партија, како македонци сме пример во Албанија и на функционирање и организирање, и посебно се осврна и на Македонија дека е пример за почитување на правата на малцинствата, и дека и властите таму од контакти што тој ги има сите права предвидени со сите меѓународни конвенции. Од име на египтјанската заедница поздрави представникот Мети Рама, и имавме од ромската Денис Костури од ромската заедница. После да не заборавам некој друг од поканети, навистина имаше многу и поканети, но главната порака беше на сите, мислам, сите беа воодушевени прво нашите делегати и присутни македонци од Албанија, второ и наши активисти од цела етничка Македонија пошироко, и така што навистина беше неубав настан, и мислам дека ова беше врвот на нашето политичко действување. И секако да не заборавам и поддршката, бидејќи ова се не беше можно да не го реализираме без конкретно и ваша поддршка, конкретно вас и со најдоски програмата Трипл Z и македонската заедница во Австралија. Значи имавме и финансиска поддршка од вас, и морална поддршка, и значи во јавноста навистина, и исто поддршки од македонското движење за човекови права од Торонто, од Канада, и Џо, председател на ТВСОНЦи Македонската алијанса, Ѓорѓе Џо Атанасовски, да. Значи, вие сте наши поддржувачи 30 години наназад, редовно ги поддржувате македонците во Албанија, македонските издруженија, македонската партија, за тоа од срце ви сме благодарни. Тоа што вие го правите, треба да го прави матичната држава пред се, бидејќи таа треба да има национална стратегија како да се поддржуваат македонски движења, па во соседството етничка Македонија, па и сегде и во диаспора. Ние пред се тоа го бараме од нашите држави кај што живееме во Албанија, но за жал се уште борбата е тешка и продолжуваме понатака да се уште на жалост не добиваме финансиска поддршка од албанските институции да може да ја заштитиме наша култура, традиции и така. И да се свратам на конгресот, значи конгресот прво започна конгресот со интонирањето на партиската химна, а наша партиска химна е Народен македонски, и таа не е наша химна. Конгресот го отвори Сара Джелили од Елбаса. Сонцето се уште ви е официјален символ?
Да, значи сонцето не е официјален символ на македонската партија, македонските здруженија и на општина Пустец. Значи официјално на општина Пустец е символ сонцето. Секако и можете ослike да го видите дека декор си беше нормално, значи сонцето со сите пораки. После одадовме на минута почит на Спасе Вурмо, тој е македонски активист, член долгогодишен на нашата партија од Мала Преспа, село Туминец. Тој почина минатата година и со така со една минута молчење сакавме да му одадеме почит за неговата борба за правата на македонците во Албанија. За работно председателство после се избра Конгресот го избра председавач Тајчо Гроздани, генерален секретар на партијата, и подпредседателите Ендри Цветаху од Тирана, Едмонд Османи од Голобрдо, Сокол Докле од Гора и Елса Джелили од Елбасан. Тоа беше работното председателство. После се избра верификациона комисија, се пристапи после на избор на председател, значи повторно се реизбра за 4 годишен мандат за председател. Имав исто така значи за минатите 4 години извештај за нашата работа на политичка партија, па избравме нов состав на Централниот комитет кој се сочинува од 45 членови и на крајот донесовме резолуција за положбата и правата на македонците во Албанија, резолуција која што ја пративме до албанските институции и до сите меѓународни амбасади кои што имаат своји представништва во Албанија. И во резолуцијата може да кажам дека таму се познати нашите барања, едно од главните тоа што бараме уживање на правата на цела територија на Албанија, каде што живеат македонците, бидејќи македонци не се само во делот на Преспа, но Мала Преспа. Нам не имах, кој што споменав, во пограничните региони со Македонија, Гора, Голобрдо, Врник, па и во сите поголеми градови во Албанија, и бараме право на образование на мајчин македонски јазик сегде каде што живеат македонците во Албанија. Бараме пред се посебен буџет за развој на областите кои што живеат во македонците во Албанија, затоа што се тие едни од најзапоставените региони во овие 33 години во Албанија во демократскиот период. И ту кажавме тоа дека и самиот народен бранител во својот известај од 2014 година за положбата и правата на малцинствата во Албанија, конкретно тоа има наведено дека условите кај што живеат малцинствата се лоши и треба адекватен буџет од страна на албанската влада за развој на овие области, за со цел овие области да не се напуштаат, како што се напуштаат. После бараме посебни формирање на посебни две општини на Гора и на Голобрдо, бидејќи со новата територијална реформа од 2015 година се укина општините во Голобрдо и во Гора, и сега Голобрдо е припоено со поголема општина на средно албанско население, општина Булкиза, додека делот на Стеблево е припоен вештачки фактички кон општина Либраш. Еден регион е вештачки делен на два окрузи, две општини. И иронијата е поголема да, например, жителите на поранешната општина Требиште во Голобрдо, за да одат една услуга да искористат во седиштето кај што е општината во Булкиза, влегуваат во Македонија преку преминот Джепиште Требиште, повторно преку преминот влегуваат повторно во Албанија, одат во Булкиза да завршат некоја работа во општина, повторно по истиот пат се враќаат низ Македонија за повторно за Албанија да влезат, така што бидејќи комуникацијата меѓу самата Голобрдо со внатрешноста на Албанија скоро и не постои, затоа што патот е уште од Турско, што се вика, нема асфалтиран пат, и затоа и ние кажуваме дека ова вештачко припојање на општината не е функционално. Пред се, значи не му служи на граѓаните таму, на македонците таму, да не зборуваме после за права на какви права македонци кои ги немаат, не уживаат. Прво, немаат основни човекови права, услови за живот. И истиот случај со Гора. Гора, например, во Косово, биде Гора има дел во Косово, дел во Македонија, Гора во Албанија, припоена Кукс, а исто жителите на селото Борие, кои се на граница Косово, повторно за да земат една услуга од општината во Кукс, одат преку Косово, влегуваат во Косово, преку Косово во Албанија, за да одат, бидејќи тука има асфалтиран пат, има поблиску комуникацијата, отколку директно, бидејќи нема асфалтиран пат. И така е овие од поглавните парања наши како македонци во Албанија, и тие ние тука напоменавме дека ние навистина како политичка партија
сме еден мост меѓу двете држави, двете нации, македонската и албанската, на пријателство, и ние тоа се обидуваме. Значи, прво сме лојални граѓани. Албанија не видела никакво лошо од нас, напротив, ние сме лојални граѓани, редовно си плаќаме данок, и навистина е гордост на Албанија што не има. Значи, затоа што, бидејќи за секоја држава, претпоставам и за Австралија, најважно е да си лојален граѓани таа држава, да почитува законите и да плаќаш данок. Тоа ние најдобро го правиме како македонци. Васил, дали добро тоа на конгресот, дали спомнавте за бугаризирање на македонците во Албанија, особено во Преспа? Секако, мислам, тоа беше и главната и поента на конгресот. Значи, не само во Преспа, во цела Албанија. Ние најстрого и во самата резолуција тоа го осудувавме. Во мојот говор исто тоа го потенцирав. Значи, бугарската агресија врз македонците во Албанија, па и другите представници од соседните земји што поздравија, исто го потенцира. Прекрасен говор имаше, поздравен говор имаше и Злати Русинов од Омојлиден Пирин. Значи, тој укаже на тоа што го прават Бугарија во Албанија, на тоа што го прави на македонците во Бугарија, кои што не ги регистрира, и какви се притисоци маки таму гледаат, така што ние навистина тоа го осудивме, затоа што навистина последните години ние сме под закана од Бугарија за наша асимилација, користејќи го членството во Европска унија, не избира средства, методи за да достигне својата цел. И јас тоа укажав и во мојот говор, дека нема да дозволиме ние да бидеме колатерална штета на евроатлантските интеграции на Албанија, бидејќи Албанија навистина така и призна непостојачко малцинство во 2017 година под притисок од своето членство во Европска унија. Бугарија директно се закани дека ќе стави членство ако не се призна такво малцинство. И сега тука и проблемот на Бугарија, затоа што успеа со притисок да признае бугарско малцинство, додека во регистрите на државата тоа малцинство не фигурира. Затоа што ако побарат информација од државата кај живеат овие 9 признати малцинства, ќе ви дадат информација македонско и сите други малцинства, кои реално постојат, додека за бугарско малцинство нема такво малцинство, затоа што во нито еден попис па нема такво малцинство. И тука е проблемот на Бугарија. Бугарско малцинство не постои во Албанија. Сега, бугарско малцинство, ако се сметат само вработените во бугарската амбасада, мислам, ако се сметат за малцинство. Сега, реално, значи, ние дека сакаме на некој да му се скратат правата, да не ги уживат правата, мислам, тоа е невозможно, затоа што ние не може да претендираме, ние да бараме права за македонците во Албанија, од друга страна да негираме права на друга земјица. Но целата бугарска пропаганда е насочена во дел кај што живеат македонците. И сега ние живееме на пограничниот регион со Македонија, значи ние делот на Преспа е поделен на во три држави: Грција, Македонија, Албанија. Голо брдо во две држави, дел во Македонија, дел во Албанија. Гора исто во три држави: Косово, Македонија, Албанија. Значи ние од кај дојде овие бугари? Значи ние се граничиме со Македонија, се граничиме со Бугарија. Ние не паднавме со Бугарија, со Падобран падна тука во Албанија. Од каде? Нема некоја војна да се случи, не знам, последните неколку векови, па останале бугари тука не успеале да се вратат назад во Бугарија. Значи тоа е нонсенс. И сега познавајќи политиката, нели, дека спрема Македонија, нели, се гледаме последните години како интензивирана истиот притисок што го прави врз Албанија, го прави и врз Македонија, но ние тука сме, да речеме, послаби затоа што немаме институции кои да не заштитат. Ако Република Македонија си има институции и може да реагира на бугарските закани, ние во Албанија си гледа својот интерес. На крајот нема интерес, во смисло се гледа по големите свој интерес, нема политички проблеми. И тоа сака да не ги кочи, но од друга страна има дадено слободно простор на Бугарија да прават, подкупуваат, подмитуваат. Значи со тие ние тука ги демантираме со овие прво што прават корупција, што прават. Во секоја држава, значи вака, ако имаш ќе се реагира своите институции, ќе реагираш обвинителство, ќе реагираш судовите, значи не може отворена држава да подкупува во друга држава да прави своји сонародници. И тоа е проблемот. Ние сега имаме попис во септември, затоа целата ова кампања на Бугарија по секоја цена во деловите да ги мапира териториите каде што живеат македонците во Албанија, Гора, Голобрдо, Преспа, и затоа
активно се работат во Албанија за да успеат да извадат бугари, но македонско население е свесно, македонците се свесни дека се македонци. Значи тука воопшто не станува збор дека има бугари или дека некој се чувствува бугарин. Една од мерките сега тоа што користи Бугарија е лошата економска ситуација и преку давањето на бугарските пасоши да може да ги измаи македонци да се декларираат бугари, но македонците сами се свесни кој успеал да земе таков пасош, кој што тука е голем бизнис во Албанија, но и во целиот регион тоа сме свесни, сите пратиме што се случува. Кој успева албански граѓанин, тука најмногу во Албанија имаат албанци да земе бугарски пасоши сега последните години, затоа што додека беше членка Албанија на Бугарија, додека не беше членка на Европска унија, ниту еден албански граѓанин немаше аплицирано за бугарски пасош, бидејќи тоа уште многу полесно беше да се земе бугарски пасош, затоа што не му требаше таков пасош. И тоа на Конгресот ни ги кажавме на овие загрижености, ја осудивме агресија на Бугарија врз македонците во Албанија, која да не се лажиме, значи ова агресија е воопшто врз македонската нација. Значи тоа што тие сака да докаже дека нема македонска нација и затоа се овие обиди во Албанија, во Косово да извадат вештачко малцинство за да се цел да ја заобиколат Македонија, да кажат нема македонска нација, не може на средина да македонска нација колена со македонски народ со бугарско малцинство. Но затоа сме тука ние да реагираме, да ги осудиме овие обиди на Бугарија и мислам дека ќе успееме. Направивте честитки за успехот, за реизборот, се надевам дека ќе продолжите, нормално дека ќе продолжите со работа. Уште датумот да спомневте за попис кога вие? Сега, мислам 17 септември треба да почне втората половина на септември почнува месец дена трае таа операција. Сега, значи, така ќе биде, ќе ја пратиме, нормално ќе пратиме пред се обидите на Бугарија со своите луѓе што ги поплатуваат тука значи притисоците што ќе прави за да успеат да декларираат луѓе да се декларираат без нивна волја за бугари и ќе ги денонцираме во овие обиди во законодавните институции на Албанија и секако пред меѓународната заедница, бидејќи сега во моментот последните години во Албанија не има, ако вака се анализира бугарска пропаганда, една е државната пропаганда, која се одвива преку бугарската амбасада, која грубо лажи, одејќи во нашите региони каде што живеат македонци во Албанија, нудејќи помош, не знам, овие вика, еве сега Албанија ве признава како бугари, што не е вистина. Албанија признае во законот бугарско малцинство, но не пише дека кај што се македонци се бугарите, значи тоа го злоупотребува. Тоа е на државната. Второ е фашистичката линија, значи има една последните години фашистичка линија струја од Бугарија, која што делува врз македонците во Албанија и тука така израјќи ги тие личности кои ќе ги видиме профилите, кои се личности кои не знам во Бугарија се членови на десниот екстрем во Бугарија, на Атака, не знам на Преображение, на десниот центар, ВМРО на Каракачанов и има членови симпатизери на Луков, генерал Луков во Втора светска војна соработник на фашист фактички бил. Фактички тие ликови се обидуваат и тука кај нас да прават проблеми. Тако беше обидот на 24 мај да отворат така наречен бугарски клуб во Албанија, не му успеа тоа. Тогаш ние пријавивме во полиција се, бидејќи нема таква прво не регистрација ни такво нешто, но наистина дојде, не знам, имаше голем број на таква на фашистички овие поддржувачи и после се обидува некоја прослава си направат тие, од кои населението најавува 150 локални бугари ќе дојдат на тоа отварање и на крај никој не му појде од македонците и само се прошета ни селава. И мислам, ова е една фашистичка линија и кога гледам вака и анализираме генерално, може тука стојат и поголеми моќни сили и центри за да има немири во овите на Балканот. Така се овие две струи се во моментот, но ги следиме, сега ги пратиме, реагираме во
албански институции, секако и на меѓународната заедница укажуваме на ова што го прави Бугарија, бидејќи не верувам друга држава да има во Европа да прави вакво, користејќи го членството на Европската унија со вакви методи да прави вакво грубо мешање на внатрешните работи во Албанија, бидејќи јас кога контактирам и со странски амбасадори, пошто не е амбасадор на Европската унија, тој беше запрепастен. Како може вика ова работа да ги прави една амбасада, бидејќи тоа е директно мешање на внатрешните работи. И кога му кажував дека и во Косово, вика дали си сериозен, вика бара и во Косово бугари. Па му кажу па исто, му викам во гора во Косово, кој што е еден регион во два дела, како што во три дела Македонија, Грција и Македонија, Албанија и Косово, исто му викам го прави таму, како што успеа тука и таму сега кој се од членството во Европската унија притиска Косово да признае непостојачки, кои овие не се нормални. И но продолжуваат Бугари, не ве гледаме што прават и со Македонија. И навистина не треба да обстоиме, сите македонци каде што сме да се бориме за нашиот опстанок. Така, ајде да се префрлиме за Илинден сега, 120 годишнината беше, бевте мощне активни. Прво бевте во Крушево на научниот семинар организиран од Матицата за иселениците на Македонија. Да, овој навистина без мој период зафатени пред се за конгресот, после тоа имавме поголемиот верски празник Огнена Марија, Света Марена во Туминец, на брегот Бресарско езеро, близко до село Туминец, имаме манастирот кај што собираат македонци од цела Македонија, Албанија, од Грција доаѓаат и навистина е најмасовен собир што се организира. Прво тоа на 29 навечер, 30 го прославивме, после на 1 август во Крушево имаше два дена, први и втори беше заменувањето, научна конференција 120 години од Илинденско востание, кој што беше организатор на ова беше Матица на иселениците, и тука јас лично настапив со своја научна статија и успеа организаторите да објават тој зборник со сите статии. Тука имаше еминентни професори и така настапивме тука и го промовиравме зборникот 120 години Илинденско востание. Мојот реферат беше пред се за нормално и за илинденски традиции, но фактички така беше насловот илинденски традиции кај македонците во Албанија, како еден од условите за врските злосторства врз македонците во Албанија. Фактички поврзувам тука и илинденски традиции кај македонците, но после поврзуваме и злосторствата кои бугарите ги имаат правено врз македонците во Албанија за време на Прва и Втора светска војна во делот на Мала Преспа, Гора и Головрд. И така, бидејќи македонци во Албанија знаат, во нивната меморија многу добро врежани се с бугарските злосторства за време на Прва и Втора светска војна, но до сега не беа објавени. Мислам, ако некаде имаше во некои вестници нешто пишувано, па некаде и така успеа со моето истражување од вестници, документи, книги и сведоштва од луѓе што ги имам лично интервјуирано низ годините, да ја спремам ова научна статија и затоа да докажам дека е апсурд сега, значи од какви злосторства правеле бугарите кај нас во делот на македонците во Албанија и се после 100 години да дојдеш да ги правиш бугари. И тука имам конкретно примери наведени, почнувајќи од Гора, пред се прво во Гора 1878 година, бидејќи нели во Гора се со исламска вероисповед македонците и многу македонци се врбувани во турската армија и во делот на Гора во 1878 година се борат против бугарите и русите во Бугарија. И за битката за Плевен загинуваат 75 млади македонци од селото Борие, од Гора. Загинале од селото на Елмаз Докле, на Сокол. Од Елмаз Докле. Заминале многу македонци од тој дел, но по ова што е запишано, што успеав јас од останато, значи само тоа село 75 македонци против бугарите и русите. И во селото 3 години значи имало тажачка, ни веритба, ни свадба, ни веселба во чест на загинатите македонци против бугарите и русите. И има и неколку песни, исто јас ги имам песните кои се професорот Невруз Мехмети ги има од Гора, таму ги има запишано, па така и него го цитирам јас во овие дели. Елмаз Докле, исто нашиот
пријател кој почина, да. заеднички пријател. И тој во неговата книга Бори и Боријаните има пишувано исто за овој настан. И така што се почнувам од тука, бидејќи ако биле бугари, сигурно нема да се борат против бугарите. И после продолжувам Прва светска војна, во делот во Нагора, бугарите прават страшни масакри, има убиства, масакрирање на македонците таму, и во самите сведоштви пишани што се насилување на жени, на девојки, па во 3 години се смета дека околу 4000 луѓе, значи годишно умирале. И дели од глад ги изолирале, така наведувам тоа сведоштво пишани тука во овој дел, бидејќи пред се на верска основа тие не ги сметале за бугарите, бидејќи били македонците со исламска вероисповед и не ги сметале за бугари. Исто се случува во делот на Голобрдо и таму исто убиства, масакрирање, значи има со пробудување со бајонети на трудни жени во гора, конкретно луѓе кои што македонци загинале таму, значи кои што се евидентирани во Прва светска војна ги има објавено, бидејќи тука се креваат на бунт македонците и лидерот на бунтот Елмаз Кочи и жив го закопуваат во реката таму близу до селото Врница. И сега денеска името на ова личност го носи селото во Острени. Значи средното училиште се вика во Острени се вика Елмаз Кочи. И кој е абсурдот поголем, после 100 години во овие региони доаѓаат бугарите и сега, например, во истова школа и даваат подароци за бугарчина, да вика во школата Елмаз Кочи, кога бугарите жив го закопале пред 100 години, го убиле. Или во Борје, истото, оди, вика, подароци за бугарчината во Борје, во селото каде што 75 младинци загинале во борба против бугарите. Зборувам Прва светска војна. Исто сведоштва тука наведувам и во дело на Мала Преспа, имаме сведоштва тука за злосторствата што ги правеле бугарите. Има запишано сведоштво македонец кој што ми кажал дека имаме, може вас ви е позната местноста Завер, каде што понира водата од Преспанско во Охридско езеро. Од тука ги фрлеле македонците бугари, кога биле ги убивале од горе, че од височината ги фрлеле. Други злосторства што правеле тука, грабежи, најнормално тоа на стока, на храна, на се што стигнале грабеле, значи кај нас доаѓале најразни освојувачи. Било срби, бугари, грци, французи, италијанци, германци, но бугариве, мислам, тоа може и Македонија, тоа сигурно, но посебно кај нас македонци во Албанија, за најлоши порукувачи биле секогаш во меморијата останат бугарите. Значи, злосторствата што ги правеле, грабежи што ги правеле, и сега, мислам, најпроста логика е, ако сме биле бугари, зошто требаше ова да ни го прават бугарите нас во Албанија, на македонците во Албанија, да ги грабат својот народ, да ги убиваат, да ги силуваат својот народ. Значи, тоа не постои во светот, мислам. Во историјата не постои, да. Да, во цел свет тоа не постои. Свој народ доди да граби војска. Значи, тоа зборуваме, не зборуваме за поединци, зборуваме за организирана војска, кој што оди има своја цел да освои некоја друга простор. И сега, ако дојдат тие, сигурно ќе ги прифатиме како ослободувачи. Значи, дека ја не ослободиле. Немаше потреба да не убиваат или да се организираме против нив. Исто во делот и во Втора светска војна. Наведувам примери, например во Пустецка и ги собираат на местноста Гапчина, Риче, тоа на Целово, сите мажи, цело село, и сакале тука бугариве да ги убијат. Има така доста примери во ова научна книга, во научна статија, но се надевам дека може и поголем, со повеќе истражување во книга ова да прерасти. И така, затоа тоа беше целта да се објави, се уште не е јавно достапна во зборникот само но се надевам дека ќе објавиме јавно за поголемата јавност македонска да и за бугарската јавност, нормално дека тие ќе ја прочитаат. А сега кој бугарската јавност, ние еве ова може слободно да дебатираме со бугарски историчари, ако сакаат може слободно да не поканат на некоја бугарска телевизија и да ги видиме фактите кои се, значи кои лажи тука во овој случај. Ќе им се понудиме ако не канат. Не, слободно е преку ваша програма, бидејќи навистина тие најгледаме меѓу бугарите. Може слободно да им правиме јавен повик, да не поканат, слободно да позборуваме за македонските работи. Бидејќи кога збориме за
бугари во Албанија, значи тука се слаби бугарите, затоа што прво немаат населени, второ немаат историја, значи нема факти. Кога кажуваме ние за ова бугари, значи тебе ги вадиме како најголеми злосторници. Има тука во ова на едно сведоштво запишано во Голо Брдо, од старец, еден од Друбин ме кажа, но старец од 90 години, пред 30 години што му кажувал. Вика, погнасно племе од бугарското во Голо Брдо нема стапнато. Значи од сите што стапнале од ова што доаѓале, но вика погнасно племе од тоа и зулуми што има правено нема стапнато. И сега ти доаѓаш Голо Брдо, вика бугари. Од каде бугари? Па и она мајчичка баба од Стеблево, Атидже Шабани, и таја нели зборуваше за македонците, таа е веќе 84 години. И се што зборуваше дека се македонци, дека пееме исти песни, свадби исти, зборуваме исто, дека сме се. Да, тоа прекрасно видео го видов ки вас и ви благодарам што го објавивте. Навистина тоа е едно сведоштво за нашето постоење во Албанија. Значи тука е апсурдот. Значи тоа што кажам, ние живееме на пограничен регион со Македонија. Ако видите нашиот фолклор, традиции и култура се исти со македонци во друга страна на границата. Било тука дело на Кенас во Грција, македонци што се било во дело на Македонија. Исто во Говоров, исто во Гора. Значи ми е збор затоа што ние сме сме се земале пред 100 години во ово подрачје, во овој регион. И така што нашиот фолклор ништо нема врска со Бугарија, или например имаме доста некои се објавени кај нас, но и сам лично ќе имам запишано песни од отомански период, крај 19 почеток на 20 век, кога нели тука е македонско движење се развива, борба за слобода. Песните што се пеат, сите се песни поврзани со Македонија, македонци, Македонија. Значи нема една песна бугари, Бугарија да спомену. Значи во меморијата на населението тие се бореле против освојувачите за слободување на Македонија, а не за освојување на Бугарија. Значи, ова нема логика што го прави Бугарија, мислам, тоа го правеше и Грција порано, правеше и Србија, но сега тие во овој дел веќе се повлечени, дека нема успех. Единствено продолжува Бугарија да се тера со таа политика, дека сме биле бугари, ама кога сме биле бугари, немаше потреба тие да не барат, ние сами ќе ги баравме. Така, добро, како поминавте понатаму во Трново на средбата на иселениците? Да, во Трново јас редовен гости сум, но и македонци во Албанија редовно, значи веќе 33 години редовно има делегација од македонци во Албанија кои што поздравуваат. Нова година лично од последните 10 години лично јас што сум таму беше најмасовна. Навистина ме изненади, беше полно, значи имаше многу народ дојдено. И прашаве за може една од причините беше затоа што председател на собранието, македонско собрание Талат Джафери беше во Крушево, се насочија тука во Трново, но навистина нова година беше преполно со народ, со луѓе, и едва најдовме простор да паркираме по нивите долу по селото. Во селото и тука навистина беше се македонски собир, имаше македонци од сите делови на Македонија, се упатија прекрасни пораки за обединување на македонците, за нашето постоење, нормално против бугарската пропаганда. Така што навистина беше се македонско дружење со македонци од сите делови на Македонија. И после тоа, после завршување ние се вративме за Пустец, ние тука имавме наша прослава. Приквечер организиравме академија повод 120 години од Илинденско востание во просториите на канцеларијата на Македонската партија во Пустец. Тука собирот академијата поздрави, ја отвори градоначалникот на општина Пустец Пали Колевски. После за значењето на Илинденско востание со македонскиот народ, јас зборував и исто така го промовиравме и зборникот, кој што претходниот ден го промовиравме во научната конференција во Крушево, 120 години Илинден. Да, значи и за него го промовиравме и посебно за мојата научна статија тука, така, значи ја промовиравме пред македонците тука кои беа дојдени. Исто имавме и од ЕГСК, ни дојдоа гости кои што видоа нашата објава дека ќе има прослава за Илинден во Пустец, дојдоа од ЕГСК, имавме двајца македонци. И после тука на академијата и Тодор Пестров исто одржа говор. Поздрави Лидија Демниева, исто ми беше од Белград, Сдруженијето на
од Србија, за женето на Коча Рацин, таа поздрави Ефтим Митревски, наш долгогодишен активист, председател на партијата и главен уредник на вестникот Преспа. Така и имавме една дискусија после тоа за македонските работи. Па продолживме на площадот Гоце Делчев во Пустец со настап на младинскиот фолклорен ансамбл Срма од Куманово, кој навистина има одличен настап тука пред македонците. И така, па после нивниот настап продолживме. Беше градоначалникот на Куманово? Не, градоначалникот не беше, но значи тој му се благодарува, ние прати фолклорната група. Фолклорната група Срма ја прати, тој ги покри трошоците во тој дел, значи што ја прати. И исто да му се заблагодарам и на Босилко Аговски, наш македонец селеник од Пустец, кој живее во Канада, и тој исто не помогна и во делот на организирањето на прославата во Илинде. Покри делот трошоците за така и му се заблагодаруваме, а претходно дента пензионерите од општина Пустец и наши членови се подружија, така се собраа да одбележат така на еден ручек, па на прошетка низ Преспанско езеро, може некој од видеата може да сте видели. Тоа ги имаше на социјалните мрежи со македонски патриотски песни, така. Мислам, со ово дадовме еден белег, се одбележа на Илинденско востание, бидејќи и наназад се одбележува, но последните години, како што кажам, малце работите беа изгаснати, се обидуваме да ги возобновиме овие традиции. Зајакнат, да. Васил, на секаде, ќе завршиме со две прашања. На секаде Илинденското востание надвор од Македонија се прославе со белезите македонски национални, со името Македонија, македонци, македонски народ, македонско востание. Само во Република Македонија беа граѓаните и републиката, без никакви во говорите ни во ниту еден буквално не беше спомната Македонија и македонскиот народ. Кој го крева Илинденското востание? Видите, јас навистина во овие, како што кажав, 4-5 дена што беа од Конгресот до цело време во возење, во движење и многу и говорите, не ги видов, искрено да кажувам, на македонските политичари, не знам кои какви пораки дали упатиле, верувам дека така како што вие ми кажувате. Пораките беа промена на уставот. Сегде кај што бев јас на наши манифестации, тоа беше главно македонци, Македонија, македонски народ. Мислам дека посебно Трново, не само и тој Корчак, кога бевме, но и Трново, мислам, таква не верувам дека се македонска прослава и излип на македонштина имаше на друга прослава во Македонија. Не ги пратим, но не верувам дека. Каде ќе биде на Калето немаше народ, забрането беше, беа само од владата. Не ги видов, наискрено ви кажам, не ги видов, можно не ви кажам, значи дека ја во цело време ние во движење и од активност на активност, но тоа дека тоа што бев сведок, што го видов, ви кажам дека Трново посебно беше врвот на македонштината, може да кажам за овој дел. Сите говорници што поздравија, значи македонци, Македонија. Така што тоа е факт, тоа е. Последното прашање е историчарот од Струга. Како му беше името? Наџи? Нешто вчера проча, не би Дервиши, мислам за Илинденско востание. Дервиши, да. Дервиши во неговата изјава, во неговиот текст и колумна пишува дека Илинденското востание го кренале албанците, бугарите и кои се другите, и власите, да. Тие три ги спомнува, а македонците дека не постојат. Ете Дервиши историчар, албански историчар и го кажува тоа. Не го знам лично, не го знам. Прочитав да имаше малце колумна, тоа мислам. Добро, не зборувам за дали агенцијава Ина се извинувам. Дали еве ти си докторант, за уште малку ќе докторираш историја. Се образуваше и во Албанија, пардон. Некогаш се славело Илинденското востание кај албанците?
Нема врска, затоа мислам е смешно да го коментираме, не вреди коментар да се дава на ова. Добро, ако не вреди, не давај. Не, зборува, ова е чиста провокација, нема врска, значи тоа дека еве како што кажавте, во самата албанска јавност бидејќи е познато дека тоа било македонско востание на македонци, најмалку албанците учествувале во, мислам е смешно да се тврди тоа, да кажам сега ние не знам за прогласувањето на албанска независност од 1912 година било дело на македонците, не било на албанците. Знаеш, мислам, нема смисла да се коментира. Види, во тоа што јас бидејќи сами албански истражувам и читам, тука работам и живеам во Албанија. Мислам, албанските Натеник беше во собранието на Албанија. Албански историчари се коректни во овие дело. Во Албанија зборувам албански историчари. Кажува за македонско востание плюс и јас што имаме здравје тоа научи статеќе правам во иднина за македонско-албанската соработка. Дури напротив, македонско движење значи помага и албанско движење, почнуваат соработките прво, значи тие учат од македонците по ослободување, бидејќи мнозинството зборувам албанци, посебно муслиманскиот дел, тие биле дел од администрацијата на Отоманската империја. И за задушувањето на иденско востание најголем дел албанци биле, мислам да не се лажеме, мислам тоа и тука ова го пишува и самиот Темистокли Гермени, кој што е познат албански револуционер од почетокот на 20 век. И тој јас тоа го најдено во една студија. Како се вика, повтори, Васил, како се вика? Темистокли на албански, Темистокли Гермени. Тој е познат албански во Албанија, секој албанец го знае него. Тој како Гоце Делчев, да кажеме, за македонците, може да слободно се каже. Тој пишува во вестници во тоа време, вика албанците да не одат против конкретно Зеленско востание, бидејќи изборите. Бидејќи многу албанци учествуваат во задушување, па после и на плячкање на Крушево и на македонските села. И вика албанци да не одат војници, вика во Отомански период, турска армија да се борат против македонците. Вика ние треба да ги поддржиме македонците во својата борба. Значи овој го кажувам, сега да бевме договорени, може да го цитирав буквално, значи го имам зачувано, значи ова од Петраќ Пепа, мислам се вика албански историчар, кој што мислам дека дали докторска беше, имам таа докторска дома, кај што пишува за животот на Темистокли Гермени, и конкретно наведа, мислам е смешно да говориме сега или не со постание, албанци го кренали. Нема логика. Има тенденција навистина последните години во Македонија претрпела. Пред се да се докаже, не знам, македонците православни биле албанци православни. Па не знам, македонци и муслимани биле албанци. Мислам, нема логика, ама се турка ова теорија, ваќе, понекогаш такви надписи ќе се појави, некој намерно провокација, така што, мислам, не вреди да се коментира ова. Најдобро игнорирање. Нема да коментирам. Не треба ни да се игнорира, треба да се спомне, убави примери даде дека албанците биле како муслимани во составот на Пашибузукот, биле војници. Не, тоа е факт сега, не само тоа, значи тие биле дел од цела администрација на Отоманска империја. Значи од паши, не знам, везири, цел биле вклучени, зборам за албанци муслимани кои што биле. Тоа е факт сега, не може да го негираме тоа. И како муслимани тие имале право и да носат оружје и други привилегии кои што ги имале. Значи тие беа потполно интегрирани во Отоманската империја, мислам во тој смисол ако се земи. И тие не само тоа, тие посебно дел муслиманскиот дел тие војуваат и против самото албанско движење кој се појавува на 19-20 век. Значи, не само против македонците. Па нели тогаш се прифаќа и исламската вероисповед, муслиманската вера кај албанците во текот на турската. Да, значи види, во тој период посебно било верското чувство толку националното чувство. И затоа во Албанија во тоа се појавува и таа девиза, значи наша вера е албанството. Пашко Васа, кој што прв и најмногу Енвер Хоџа после ја форсира кога доаѓа,
Зошто? Затоа да се зајакни албанското чувство наспроти верското. Бидејќи, видите, ние реални, ние во Албанија допред забранување на религијата 1967 година, албанци многу малку се мешале, се давале, земале меѓу себе од, не знам, муслимани со католици или со православни, бидејќи верското чувство било многу појако. И така што најмногу Енвер Хоџа допред тоа со забранување на религија, сега е нормално денеска во Албанија да значи од разни конфесии да се прават мешани бракови полно. Цела Албанија така е, муслимани, православни, католици меѓу себе. Но пред 6 година тоа на прсти може да се броат такви случаи, колку имало такви веридби, свадби, мешање меѓу овие конфесии. Мислам, тоа на почетокот 19-20 век верското чувство било многу посилно, и не само тоа, ние во Албанија е, например, 1912 година прогласена независноста, 1914 година и имаме востание на муслиманскиот дел во Албанија, Хаџи Ḥamid е водачот на тоа востание, кој што го бркаат кралот Вилхем Вит, германец, кој што нели големите сили кои направи Албанија му назначи и крал. Австро-Унгарија, да. И вика, не сме турци какви албанци, сакаме турчин да ни дојде за крал, за султанот го бара, Дуан Бабан, тоа е познато во Албанија. Значи, 2 години после формирање на албанска држава, се крева мнозинство муслиманско население, го пркат администрацијата странска со кралот, воспоставуваат своја администрација од централна Албанија и бараат да дојде да бидат под Турција. Значи, ако ме сваѓате дека колку било силно верското чувство во тој период. И ова востание го задушуваат србите. Ама не тоа, ама види, еве тоа, мислам, тоа познато во Албанија. И 1915 година србите го задушуваат ова востание и негде кај Либрашт го бесат Хаџи Ḥamid, што е ова, значи лидерот на ова востание. И зборов, значи 2 години од кога е направена албанска држава, се крeva мнозинство муслиманско население која не прифаќа да, знаеш, вика албанци, не сме турци, на верска основа. Значи било многу силно верското верата била многу посилна од нацијата во тој период, во овој период. Но сега нормално, денеска не е така како што било пред 100 години. Но да, дека кој што беше Македонија поделена на бугарска екзархија, грчка патриаршија и српска. И нели тоа македонците сега бугарите го користат тоа дека оделе во екзархијата дека биле бугари. Што мислам не англичаните велат it's nonsense. Да, ви нажалост ние ја стои во мојата статија така почнува. Ние сме немале македонска држава и други не кроеле судбината, пред се нам ни се познати тие пропаганди кои почнуваат, нели кога овие сите балкански соседни држави ги прават големите сили. Ние нажалост немавме голема сила која да не подржи да направиме своја држава. И така што станавме монета за прикусување на соседните држави. И сите преку своите пропаганди, познати се тие бројки на училишта, најмногу кој село, кој град, под која црква било, и тоа тогаш се наметнувало и школа на тој јазик, на таа црква, дали српска, бугарска или грчка. Да. И така што ние, значи, генерации растеле дека биле бугари, дека биле срби, дека биле грци. Значи, бидејќи сме немали, но пак сме обстоили. Знаеш, јас сега пред, може нема ни месец дена, учествував во албанска телевизија и по-конкретно се нафатив и на Ехолови дел. Јас цитирав документи од 1923 година од француски архиви, од италијански архиви, каде македонците во дел на Мала Преспа се декларирани македонци. Значи, зборуваме 1923 година. И кога нема македонска држава. И така, јас и друг пат во ваша емисија вам кажам, значи, тоа е, македонците имаа нација пред да има држава, додека другите држави направија држави, потпости ги направи нациите. И затоа сме обстанале, ние успеавме 44 година после, нели, да Македонија во рамките на тогаш Федеративна Југославија да се признае како држава и како народ се постојале порано. И автономијата во Бугарија, Васил, исто така. Автономна Македонија. Да, еве сега на конгресот, што споменав на почетокот, беше гостин новинарот, го
поканив, кој што учествува во емисија во Албанија, бидејќи таму во таа емисија се разви дебатата, освен македонци ме прашуваше во Албанија кај има на друго место, па му кажував дека еве и во Бугарија имали своја автономија до 49 година и за во Грција, дел на Грција, и кога дојде го прашав на крајот дали се увери дека тоа што го зборува во емисијата вика кај вас беше вистина, по тоа што имав представници од цела Македонија, од сегде. Да, вика, тоа е супер, вика, многу добро беше. Добро, ајде тука да го завршиме интервјуто. Ви благодарам многу. Направивме добро интервју. Посакувам се најдобро и успешна и плодна работа понатаму, па и нормално еден или двајца пратеници да освоиме во албанското собрание. Ви благодарам и на вас и лично до вас, бидејќи навистина еве колку 27-28 години преку вашата радиопрограма пренесувате за сите македонци, но посебно за македонците во Албанија. Редовно за нашите активности, наши активисти гостувале кај вас, па дел го имате објавено и во вашите книги, и за тоа најискрено ви се благодарувам за таа поддршка што ни давате. Благодарам многу. Пријатно и до загледање, до слушање. Пријатно.